Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Денеска собранието, пратениците во собранието ќе го усвојат усогласениот текст на реформскиот закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси, со кој што Македонија ќе добие силна и независна институција во борбата против корупцијата. Пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата не отстапи од ставот да добиеме квалитетна законска рамка, која што ќе овозможи функционирање на стручно, целосно независно антикорупцијско тело, оневозможувајќи какви било партиски притисоци и злоупотреби. Новата Државна комисија за спречување на корупцијата и судирот на интереси добива сериозни проширени надлежности во контролата на финансирањето на политичките партии и во време на изборната кампања, но и во она што значи редовно финансирање на политичките партии. Со новото законско решение се врши допрецизирање на одредбата која овозможува директен увид во банкарските сметки, но само по покрената постапка. Се овозможува увид во базите на податоци на 17 институции, меѓу кои што се Министерството за внатрешни работи, Управата за јавни приходи, Катастарот, Царината, Централниот регистар и така натаму. Особено треба да се нагласи зајакнувањето на капацитетите на Државната комисија за спречување на корупцијата. Потенцирам дека новина е формирањето на секретаријатот кој ќе обезбеди непречено спроведување на надлежностите, потоа се зајакнува финансискиот капацитет на комисијата, но и на вработените во стручната служба, односно во секретаријатот, за кои се обезбедува додаток на плата до 30%. Вака усогласениот предлог закон, кој навистина верувам дека денеска едногласно ќе го усвоиме, обезбедува строги и прецизни критериуми за избор на нов состав на Државната комисија за спречување на корупција. Мора да се нагласи дека за прв пат во историјата на Република Македонија ќе имаме јавно интервју на кандидатите, кој ќе се пренесува на собранискиот канал. Истовремено создаваме услови за целосна департизација на ова тело, со тоа што се оневозможува секој кој имал каква била врска со одредена политичка партија во последните 10 години да се кандидира и да биде избран за член или председател на Државната комисија. Со предлог законот се врши усогласувањето со правото на Европската Унија во областа на правосудството и фундаменталните права, а вклучени се и препораките на ГРЕКО, на експертските извештаи и на извештаите на Европската комисија за напредокот на земјата од 2015 и 2016 година. Пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата е убедена дека преку конструктивен и ефикасен процес ќе избереме нов состав на антикорупцијската комисија, која непречено ќе го следи изборниот процес кој што следува. Што од барањата на опозицијската ВМРО остана во законот, а сметате дека е сушност? Од барањата на Па, едно од барањата, можам да кажам, кој што беше на ВМРО, пратеничката група на ВМРО ДПМН, беше изедначувањето на условите, односно во критериумите за избор на председател на Државната комисија и за избор на член на Државната комисија, бидејќи во првичниот текст беше ставено 12 години работно искуство председател, а 10 за член. Сега се изедначува и 10 години ќе биде и за председател и за член. Ваквата аргументација навистина е издржана, бидејќи обврските, капацитетот, надлежностите на председателот и на членот на комисијата се всушност идентични. Оттаму навистина не гледавме, мислам, зошто не би го прифатиле тој амандман. Тоа е едно од амандманите. Второ беше прифатено во делот на
увидот во банкарските сметки, значи тука зајакнавме одредбата, допрецизиравме во смисол на тоа да увидот директен во банкарските сметки биде по покрената постапка. Значи за да тоа дискреционо право се намали и секако да, значи мораме да водиме сметка и од евентуални злоупотреби. Така да мислам, имаше повеќе други амандмани кои што беа прифатени. Тука е дефиницијата за семејство, која што на нивни предлог и во една дискусија се согласивме дека треба да биде превземена од Законот за семејството. Така да сега е таа дефиниција инкорпорирана во дефинициите кои што се наведени во Законот. Може ли malo pojašnjavanje zašto je prihvaćena odredbата građanite da ne možат da пријавуваат незаконско? Вака, тука значи не станува збор дека граѓаните значи во законот никаде и во усогласениот предлог не стои забрана за било кој граѓанин да пријави сомневање во некое корупциско делување согласно законот. Но она што е сега, значи со прифатените амандмани и усогласениот текст е дека нема Државната комисија за спречување на корупција нема да има обврска, значи да одговара во предвидениот рок на било каква пријава од било кое физичко лице, односно било кој граѓанин. И всушност тоа беше едно од барањата на пратеничката група на ВМРО ДПМН, бидејќи низ дебатата која што развивме во собранието, свативме дека таквата можност и таквата обврска на Државната комисија за спречување на корупција би можело да доведе до блокирање, значи на самата работа и оддалечување од она што е суштина и вистинска надлежност во работата на Државната комисија за спречување од корупција. Значи да појасниме, не дека граѓанинот не смее, нема право да поднесе барање, значи тој може да поднесе и доколку комисијата оцени дека има суштина, има елементи на таквото примење, секако ќе го земе во разгледување. Но тргната е само врската за било која пријава по било кој граѓанин да мора во рок од 60 дена да одговори на писмено. Значи само таа обврска е тргната, а тоа уште еднаш ќе повторам, никако не значи оневозможување на граѓанин кој што има одредени сознанија за било какво делување или постапување спротивно на законот за спречување на корупција да пријави таков случај.